Почитувани присутни пратеници, почитуван заменик министр за правда, не е моја карактеристика како пратеник да учествувам во реплики, но барајќи основ за нејасното и неразбирливо во дискусијата на колегата Иванов, сакам да искоментирам што е нејасно во јасното и што е неразбирливо во разбирливото, а тоа е тргнувајќи од граѓаните кои што прашуваат што е воа што се случува во парламентот. Ја им објаснувам дека има оценка на актуелната власт поред законот да предложи разрешување на јавниот обвинител, има мислење од Советот на јавни обвинители и се случува парламентот. Се случува парламентот каде што е евидентна криза, парламентарна криза. Имаме предлог, имаме паралелен предлог поднесен од пратеникот и координатор Илија Димовски, кој што нуде едно решение за избор на јавен обвинител кој што ќе ја третира и опозицијата, значи една форма на парламентарна демократија, која што ќе ја гарантира непристрасноста, независноста и професионалноста на јавниот обвинител во иднина, што е интерес и на правната држава, и на владење на правото. И имаме едно оглушување, едно чудно нереагирање и од собранијското раководство, нереагирање од раководството на позицијата, да воопшто не се третира она што значи позитивно, иако произлева и од опозицијата. Уопште не се реагира за ова што таа криза веќе што ги измориме луѓето и сите се презаситени, ние едноставно ја репродуцираме и како да на политиката и одговара ова функционирање во една криза сега во парламентот и прашуваат што е натаму. Кога ќе дојде законот за извршување што го предложив заедно со пратеничката група и дел од пратениците? Па не може да дојдеме на ред од овакви и слични дискусии. А се работе за 200.000 домаќинства. И не може да се спореде разрешувањето на јавниот обвинител визави интересите на народот, чист интерес на народот како закон. Тоа не се прифаќа, се расправа со денови ова.